Што е тоа? Прво да те прашам што е ден без обврски, тоа не постои. Ама сум од оние луѓе кои што имаат ручна многу често. Кога ќе видам дека сум претерала со обврските, тогаш си давам слободно, не повеќе од 3 дена. И тогаш идам в театар, идеме со син у биоскоп или идеме на Коларац, гледаме некој добар концерт симфониски. Ула се буди во моментот кога ќе го облечам костимот. Значи, одма после мејкап и фризура, тогаш кога ќе го облечам костимот на Ула, тогаш се буди Ула. Да, се буди Хитлер, сите ги стројам на сет. Ула ми го промени животот така што во еден момент сватив дека се го изгубив собствениот идентитет. Поготово кај деца од 10 до 15 години кои што го обожаваат Преспав и заљубени се во мојот лик. Не знам зашто, затоа што Ула е едно строга, до душа и правична особа, што е многу добро кај децата кога некој таков ќе им биде идол и некој таков ќе им биде интересен и некој таков ќе сакаат. Што е многу, да, и што е многу супер. И моја избори како Ула. Ула, може се Ула да се како се викам ја? Ула. Па правична е Ула. Па правична сум јас. Ги решавам проблемите овака. Тоа го собрав од Ула. Значи, знам точно кога, како треба да се справам со проблемите. Шајса, тоа ми е омилено. Така, па да, германскиот иначе нежен само Ула кога го раскажува. Да. Ја мислам дека не се десило до сега во екипа да некој повиши на некого глас за 4 сезони. Не се случило да некој на некого повиси глас. Значи, многу се сакаме, многу се почитуваме, исклучително ни е напорна работата, снимаме една епизода дневно, али пак е радост. Па, кога сум дома, непосредно пред снимање, на снимање, се случува да после, пошто имаме пауза за ручек секој ден кога снимаме, се случува да ја соберам сите. Ајде, шлус, раус, сите надвор, завршена пауза и сите вака, ама бе тија. Ми треба мастик. Мирана е само со мастик. Тоа! Ајде не си ги крпите, треба да се изчистирате цела дали си нормална. Ама више ја до која ќе веќе стојам овде више. Не, Бог да чува. Да речеме, еве Тијана доаѓа да изнеми соба у пансион Преспав. И установено е дека изнајмила соба, се качува гору соба и гледа дека, као што у Преспав ништо не функционира нормално, насред зид има дупка, ничим изазвана дупка која што е со купатилото, значи се гледа све у соба, што се случува у купатило е обрнато. И Тијана стигна доле на рецепција и Ула седи, чита, гледа дали установила дали го купила гробното место вчера или денес пак треба да иде у Дебар. И у проблем е Ула. И сега не е у фазон да и доаѓаат разноразни страни телат, се симиња Тијана и вика, јас се извинував, добро, дали сте нормални горе на у соба има огромна дупка? Јас воопшто не знам зашто ви е зборува и кога ви е дошла и зошто ви е дошла. Ама јас дојдов, господјо, ќе ве знамо, ајде не ја викаме, кој газда овде? Нормално Тијана у тој момент е бахата, што иначе не го прави. Добро, кој газда овде? Јас газдарица, вие што сака? Ама ценгирна е. Што сака вие? Сакам онаа дупка да ја снема или дајте ми нова соба. На што личи ова? Сега веднаш не све организира. Талак, бите, ајде дај на гостинка нова соба. Дали се во ред? Ајде, брат, чуст. Значи за палачинки сум доктор. За лазањи, за граф, за леќа, за гибаница, за полнити пиперки, за папуцаки, за полнети тиквици, за тапче на грабче, грабче у тапче, тапче у грабче, за све. Докторство. Со Дарен се фрламе, се вртиме, ме удира, демек, тоа е сега најново, ќе ме удри, а ја не се спаѓам и оно не се спаѓа, затоа што ме удират. А со Хана, тоа, со Хана е до безсвест све можно, мислам. Да, се трча, се фрла, се пресоблекуваме, многу сакаме да се пресоблекуваме, она е како принцеза, јас сум како кралица и тоа свашта нещо.
балети се играат, се слушаат музики, се прават хореографии, дајте музика, ние сега хит. Да нема ѓубре, да нема луѓе ѓубре, да има убава музика, да не се слуша ѓубре музика, која што моментално се слуша во регионот. Тоа све да исчиста, али некако невидливо, да никој не ме види дека ја тоа го правам. Па би сакала. Па работа, без застраши. Имаше една сцена, обично тие сцени се снимаат како снимаме по сетови, ова никој не го знае, сега ќе ги разкажам. Обично ги снимаме прво се снимаат, знаете како изгледа диспозиција, сега никој тоа не знае, сега ќе знае. Значи диспозиција на снимање изгледа, рецимо имаме 20 сцени кои што треба се снимаат тој ден за таа епизода. Сега, од тие 20 сцени имат 5 кои што се случуваат на рецепција, али сите тие 5 се раштркани, значи се снима прво 13-та, па се снима 2-та, па се снима 3-та, па се снима 15-та, па се снима 12-та. Знаеш, прво се снима рецепција. И сега ја рецимо од рецепција ме една, од Сабајле 8, како Сабајле 8 ти снимам и onda чекаме. Па после се снимаат сцените, значи сетовите се така наместени да камерите и режијата патуваат. Прво се иде на рецепција, па после се иде у ресторан, па од ресторан се иде во гостинските соби и собата на Коста и Ула. И сега, обично, најтешките и главните сцени на Ула и на Коста се снимаат најнакрај кога сме сите умрени. Буквално! Обично околу 7 саат навечер. И тогаш Игор Ангелов, мој колега, инаку попознат како Коста Бузалевски во Креста, во 7 саат добива некаква енергија и сака да глуми. Он се разглума у 7 саат навечер, а сите сме умрени. Имаше една сцена кај што нели Ула стално го напаѓа Коста, а он стално бега, не? Сега требаше да се сними сцена кај што јас му приоѓам на Коста и го јас облекувам на метката. Режисерот инсистираше да јас се соблечам на метката до негде. Викам, ова ситко ме викам, дали си нормален, деца гледаат од 10-11 години, не може, викам, ја ништо особено. Добро, само раменцето, викам, не може. Не, може вака само. И толку. Така што тоа ми беше, сеќавам, страшно. Иначе тие сцени која сакам да го нападнам Коста, односно Игор, тие ми се најзвизнати сцени. Кога треба да го нападнам, а он нешто бега од мене, нешто врскано. Не, мислам дека не. Иначе почна да се пишува тоа. Кога ќе каже асистент на режија, first assistant director Никола Мадич, иде тон, иде камера, акција. Кога ќе каже иде тон, обрам да се сконцентрирам. Жими мајка, тоа го правам. Пред некој ден еден колега, анекдота од снимање, еден колега, репликата му беше и тоалетот од Онтарио. И Ула му поставува прашање. Добро, колку треба плати пенали? За тоалетот од Онтарио, ај уште еднаш, ајде од под иста клапа. Колку треба плати пенали? За тоалетот од ај уште еднаш, иста клапа, ај стоп, нова клапа. Онтарио, у Канада, никој да не замери, битно си ја кажам суштина. За колку треба плати пенали? За тоалетот од не вреди, ај уште еднаш, ај од иста клапа. За тоалетот од Канада, леле, кога рекувме сите умираме од смење. Значи тоа се случува обично. Не, како без Јелена, бе? Како без Дритон Талат, како без Тулиев, да се смеете, како без Горан Стојановски инспектор, како без Мушмит, наопако, како без Тони. Мислам, како без Джамбас, морам некого заушки да му дира? Мислам, не може, тоа е невозможно. Не е видно. Ој, мајче се бела црквица, шта ќе куха данас? Не знае да сготвини кафе за греота. Нема ништо, не. Кога ќе наручи пица од претор, од пицеријата, тогаш може да се јави. Да, се сеќавам. Не беше вчера. Се сеќавам сега пред 2 месеца за брза воžnја, пошто беше 50 дозволено, сегде е 50 дозволено у град, нормално како овде. Ја возев 67 км.
Или кога ќе те видат, знаеш, кога ќе видат по телевизија некога, обично се рунтат. Како се, господи, Дапче? Сте били? Журите! Журите! Лето. Ајде да видимо, зашто журите? Ете, тоа се случува у Београд редовно. Многу ме сакаат, пандури у Београд не обожавам. Да. Само овде ќе си возам да ти кажам. Затоа што стално пише казни без потреба. За тоа би му пишала казни. Мислам на Томе како лик. Не можам, мене горе ми е другар веќе 30 години, значи не можам никако да му пишам казна за ништо. Кои бре нови собственици ула стално газдевица, ја не знам вие што е. Нема нови газдевица. Најубаво. Сите мене слушаат. Ја. Дона највише. Не знам. Може да се направи влада, мислам, што фали, мислам, наша влада, поготово у Србија, се купени дипломи, така што може да се направи влада, вака. Значи, инспектор Томе и инспектор вака може. Ако ćemo тако, sa kupljenim diplomama, onda ovako. Значи, инспектор Томе е министер за внатрешни работи. Тони Бузалевски е министер за правда. Коста Бузалевски е министер за финансии. Тетре, појма нема кај лево. Значи, они за финансии, ништо не функционира нормално. Не, Ула е министер за финансии, лажам. Коста е министер за труд и социјала. И министер за здравство е Јелена, Боже ме прости. И го преживи причање. Бузалевски Миле е министер за земјоделие. Кажи го, Таљо е министер за... Шо има уште? Таљо е вице-премиер за економски прашања. И ги кажав сите? Тулијата е премиер. Владимир Тулиев, народот познат како Дончо на Бончо. Бог да чуе. Најме министар без портфеља. Како се вика тоа у Македонија? Министерство без... Немате министерство за туризам? Ќе направимо. Па сите кога ќе почнеме да снеме, не можеме на себе си да дојдеме така, па нема најгласен од сите и некој кој што најмалку може да се контролира така кога ќе се деси тоа на сет, сме Игор и ја, Ангелов и ја. Најгласни сме. И најгласни сме во моментот кога рецимо сега има таа сцена сега, што се дешава кога се снима заедно цела сцена со инспекторот и со Талат. Кога имаме, рецимо, на рецепција, се тука инспекторот и Талат. И кога ќе му каже инспекторот, шта море пингвине? Јај сега ти! Да бидеш осмилен. И тука врескаме. Минатото си поминало, иднината не постои. Живееме за сега, за сегашни. Па имало, секојаш имало. Само сцена да е, не е битно што е, само да сум на сцена, пошто кога сум на сцена тогаш сум жива, иначе не сум жива. Партизане! Едно бе, како сум се спремила за црно-бела. Али на вас, ладно.